Транзитниот центар Винојуг во Гевгелија е празен. Татко и мало дете од Авганистан се единствените сместени во бараките. Присутни се и неколку екипи на хуманитарните организации, кои им помагаат на малкуте луѓе кои поминуваат тука. Раководителот на Центарот за управување со кризи вели дека се подготвени доколку најде поголем број бегалци и мигранти. Внатрешно се овие технички капацитети се голем дел амортизирани, би требало да се некои реновираат. Меѓутоа тоа е наша обврска, ние ќе апелираме горе до надлежните служби. Во моментов исто така ќе имаме и главен штаб на кој што ќе бидат пренесени овие наши забелешки и верувам дека дел од нив ќе бидат реализирани. Председателот Пендаровски утрово беше во обиколка на јужната граница. Ги посети припатниците на Арама кои се ангажирани за обезбедување на граничниот појас. Вели дека е засилена контролата на границата и од армијата и од полицијата, а се очекуваат слични реакции и од Фронтекс. Значи сите, ве уверувам, сите надлежни органи се тука и се будни, анализираат и разменуваат информации, така што практично не можем да видам ситуација во која ќе бидеме изненадени. Ако можевме со највисоки оценки да го завршиме менаџментот на кризата 2015-16 со тој транзит од над 1.300.000 луѓе преку нашата територија, сега не дај Боже да дојде таква ситуација, меѓутоа ние сме подготвени. Пендаровски смета дека доколку се активира балканската бегалска рута, ќе мора да се координира со сите земји во регионот и Европа за заедничко решавање на ситуацијата. На каменот 59 е мирно. Освен што армијата ја обезбедува границата, нема никаква друга раздвиженост. Но токму тука, на македонско-грчката граница, за време на мигрантско-бегалската криза во 2015 година се случија некои од најдраматичните мигови. Бројот на илегални преминувања во моментов не е поголем од просекот. Изминатиот период полицијата фаќа по неколку стотици мигранти месечно во обид да ја поминат државата и да се упатат на север кон Западна Европа.